А до 8 часот на тема здравје и нашата најголема мака во овој период од годината, тоа се сезонските вируси и настинки, висока температура која трае со денови без други клинички симптоми, малаксаност, главоболки и кашлица која трае со недели. Тоа се причините поради која мноштво пациенти се уште ги полнат ординациите на матичните лекари. Пикот минува, но сепак бројот на заразени се уште е висок. Тоа го потврдува Институтот за јавно здравје. Не мислевме дека на стартот на март ќе зборуваме повторно за грипот, но ајде да видиме што толку ги мачи граѓаните и од каде овие симптоми кои навистина долго траат. Анализа правиме со нашиот прв гостин во студиото 3 на Македонската телевизија, портпаролот на Комисијата за заразни болести, доктор Злата Мехмедовиќ. Добро утро, докторе. Добро утро. Граѓаните се прашуваат што се случува периодов. Ние исто така прашуваме дали имаме граѓани со многу послаб имунитет, помалку вакцинирани или нешто трето. Што е причината за овие бројки? Веројатно дека е комплексна работата и не е толку едноставно да се лоцира одговорност или проблемот само во една од овие работи кои што вие ги наведовте. Подолгото време задржување на ладниот бран кој што беше во Македонија присутен во изминатиот период, некако како да го конзервираше вирусот. И останавме многу високо на пикот, кој што очекувавме да помине уште пред 2 недели. Гледаме дека во последниот извештај на Институтот за јавно здравје имаме зголемување за бројката, негде околу 15%, меѓутоа се вративме повторно на бројката на 3000 пријавени случаи на грип или болести кои што не лекуваат на грипот. Меѓутоа, и земајќи го и тоа во предвид, и земајќи ја целокупната симптоматологија која што Ваня наведе во својот вовед, можеме да кажеме дека се уште имаме вирус кој што е со средна активност. Не сме во зоната на висока активност. Ние се сеќаваме на години кога сме имали по 10.000 случаи пријавени во текот на една недела, меѓутоа сега се одржуваме на 1/3 од тоа и се уште сметаме дека состојбата е стабилна и дека овие топли денови кои што следат ќе го деконзервираат вирусот и ќе биде многу полесно да преминеме кон периодот кога ќе следуваат многу пониски бројки регистрирани во билтените на Институтот за јавно здравје. До сега имаме и 3 смртни случаи, за жал. Сите 3 смртни случаи кои што се регистрирани мораме да потенцираме дека се лица кои што имале веќе сериозни коморбидитети и кои што примарно имале некое хронично заболување кое што било причината за нивната тешка здравствена состојба, компликацијата како резултат со инфекција со инфлуенца вирусот дополнително ги влошува здравствените симптоми кај овие лица и кај нив гледаме навистина потежок развој на клиничката симптоматологија и пријавување на така наречени сериозни акутни респираторни инфекции, кои што најчесто завршуваат на оделенијата за интензивна нега. Но во извештајот исто така можете да видите дека во текот на минатата недела само едно лице е пријавено на оделите за интензивна нега како резултат на таквите сериозни акутни респираторни инфекции и ако ги земеме во предвид долготрајноста на симптомите и колку тоа ги измачува граѓаните кога треба да го прележат грипот, се уште можеме да кажеме дека оние оделенија каде што очекуваме да ги сместиме најтешките пациенти, се уште со непотполнет капацитет, особено интензивните оделенија, интензивната нега, каде што лежат најтешките пациенти. Комисијата за заразни болести даде препораки само во однос на посетите во болниците. Каков е впечатокот? Се почитуваат листите? Има ли потреба за дополнителни препораки, имајќи предвид дека имаме се уште високи бројки? Иако наведом после една ковид пандемија, една ваква мерка изгледа како, би кажеле, блага, во најмала рака. Треба да земеме исто така во предвид дека оваа мерка е изречена, ми се чини пред 9-10 години, кога беше една посериозна сезона на грип во Македонија, последен пат. Прв пат после тој толку долг временски период се изрекува една ваква мерка со која што се забранува движењето на пациентите за време на посети во здравствените установи. И тоа е една од мерките со која што треба да се заштитат токму овие кои што претходно ги споменавме, хронично болни кои што се изложени на сериозни компликации доколку дојдат во контакт со вирусот и се инфицираат. Не треба болните во болниците дополнително да ги разболуваме. И таа мерка сега за сега дава квалитетни, ефикасни резултати, кои што се гледаат и по бројката на хоспитализирани во интензивната нега и по бројката на заболени во оделенијата каде што се третираат хронични болни. Така да оваа мерка е сосема пропорционално димензионирана на, како што кажав, средната активност на вирусот која што имаме сега во моментот. Во однос на симптомите, голем дел од граѓаните се жалат дека се долготрајни, посебно се жалат на кашлица која што велат дека трае неколку недели. Тоа е она што
оваа сезона го прави карактеристичен овој вирус? Подолготрајни симптоми? Веројатно дека забораваме во период од 12 месеци како сме го поминале претходниот вирус на грипот. Ова се типични симптоми кои што се јавуваат кај грипот. Обично се јавува така наречениот горно-респираторен проблем, кој што се јавува на горните дишни патишта, како што е носот, грлото. Многу потешко можете да видите симптоматологија која што се наоѓа на белите дробови. Меѓутоа, овие горно-респираторни тегови, кои што предизвикуваат секреција од носот и сливање од носот према назад во делот на грлото, се тие кои што уствари предизвикуваат пролонгирани симптоми на кашлање, кои што се, како што ние знаеме докторите, во 80% таму каде што имате горно-респираторни проблеми, резултат на таа постојана секреција од носот која што се случува. Кашлањето не значи секогаш дека сте болни, напротив, тоа е рефлекс кој што оневозможува одредена инфекција да се, како што велат граѓаните, да се спушти на белите дробови. Тоа е во конкретниот случај пролонгираноста. Горно-респираторните симптоми се тие кои што ја иницираат и кои што ја одржуваат во живот. И не треба да бидеме загрижени поради кашлицата, има многу посериозни симптоми на грипот на кои што треба да внимаваме, како што е покачената телесна температура или диспнејата или губењето на воздух, кои што тогаш кога ќе се случат се основните знаци секој оној кој што ќе ги забележи кај себе или кај било кој во неговото семејство или во околина да побара лекарска помош. И постојано потенцирате, веќе научивме дека грипот не се лекува со антибиотици и дека здравата исхрана, витамините, суплементите се клучни за полесно заздравување, но голем дел од граѓаните ќе кажат па и не ни оди така лесно и со суплементи и со здрава исхрана. Што е клучно во однос на закрепнувањето, докторе? Клучно е да воспоставиме здрави навики, пракса на здрав живот, кој што во Македонија е, ја би кажал, вечити проблем. Затоа што кај нас 90% од сите заболувања во нашето поднебје се должат на така наречените незаразни заболувања. Оние кои што не се поврзани со грипот и со останатите вируси и бактерии. И тие примарни состојби, како што се хипертензија, диабет, хоп, астма, хипотиреоза, се многу добра подлога за секоја ваква инфекција која што ќе се појави од надвор, да развија многу посериозна клиничка симптоматологија. И во ред, тогаш разбираме дека нити витамините, нити имуносуплементите ќе бидат доволни за да го поткренат имунитетот на организам кој што долго време не е негуван така како што треба. Како што кажав, треба да имаме промена на културата. И треба да имаме промена на начинот на кој што размислуваме да го чуваме нашето здравје. Треба да бидеме фит 12 месеци во годината за да можеме да ги издржиме овие 3 месеци онака како што треба да ги издржиме и да немаме компликации од вирусот на грип. Доколку секој внимава на тоа да нема притисок, да нема диабет, да нема хипотиреоза, многу полесно ќе се справи во овие зимски месеци, затоа што имунитетот ќе му биде на многу повисоко ниво. Вакцините се најефикасна заштита, затоа сакаме да прашаме, имаше препораки за децата, каков интересот во однос на лани? Исклучително низок и тоа е поразително, затоа што ако земеме дека од статистичките податоци имаме околу 330.000 граѓани, деца на возраст од 0 до 17 години, според моите последни податоци, 146 од нив се само вакцинирани. Постојано ги повикуваме родителите кои што имаат деца во ризичната група на возраст помеѓу 6 месеци и 5 години да ги вакцинираат своите деца. Во извештаите на институтот гледаме дека најголемата инциденца, односно ново детектирани случаи, секогаш се во групата помеѓу 0 и 4 години. И најголемиот број на хоспитализации во Сентинел местата или местата каде што се изведува посебен надзор, се токму на детската клиника во Козле, каде што има најголем број на приеми и амбулантски и хоспитализирани. Кога повторно мора да се промени начинот на кој што размислуваме во однос на тоа како да ги заштитиме децата, секогаш и кога и да почне сезоната на грип, секогаш се децата тие кои што се потенцираат како ризична група и секогаш се повикува на тоа да се одложи школската година или да се затворат одредени делови од градинките, односно да не се носат децата со симптоматологија. Имаме многу поефикасен начин да го превенираме сето тоа, тоа е вакцинацијата. Во Америка 70% на децата на возраст од 0 до 4 години се вакцинирани против грип. Кај нас, како што кажав, од 0 до 17 години само 146 деца.
Тоа го потврдувате вие, но тоа го потврдуваат и голем број граѓани кои што се огласија на социјалните мрежи изминатиот период. Не знам дали ги прочитавте или забележавте статусите на граѓаните кои што примиле вакцина за заштита од грип, кои што кажуваат дека го поминале грипот, но со многу минимални симптоми кои што апсолутно не им била проблем во секојдневното функционирање. Секако секоја инфекција од надвор ќе предизвика активирање на имуниот систем, кај овие лица кои што имаат примено вакцина, имуниот систем веќе е алертиран, создаден одреден имунитет према вирусот на инфлуенца. И оние минорни симптоми кои што ги гледате, практично симптомите на неутрализација на вирусот кој што го внесувате од надворешната средина. Меѓутоа тоа е далеко од она што го гледаме кај луѓето кои што не се вакцинирани. Не зборувам само за компликациите, зборувам за долготрајноста на симптомите и за тоа колку се останува практично неспособен после такво едно прележување на вирусот на грип. Што можеме да очекуваме во однос на бројките оваа недела? Очекуваме потопли денови, како што кажав, очекуваме деконзервација на вирусот и на тој начин очекуваме навистина да почнат бројките да опаѓаат. Мислам дека ова е последното изненадување кое што го видовме во извештаите, на еден мал скок назад над 3000, како што споменав и претходно, и не очекуваме во месец април па веќе и да имаме регистрирани случаи на грип. Благодариме многу за гостувањето. И благодарам за поканата. Секако ќе следиме состојбата, доаѓаат убави температури, доаѓа сонце, така да се надеваме и на поубави вести во однос на Ете зошто се радувам на сонцето и на високите температури. Така. Една од причините, да. Но не смеат да се радуваат тие што не се пазат и тогаш треба да внимаваме малку сега, нели? Па едно од Шетање препораките на беше да нема отворено, групирање, да нема така. чести дружби, особено за време на оваа зимска сезона кога го имавме поинтензивен. Така што со порастот на температурите и сонцето ќе почнат и дружбите. На отворено и затворено. И повеќе внимание сепак и облекувајте се како за зима, бидејќи се уште сме зима календарски, ако температурите надвор знаат да ќе знаат да не залашат оваа работна недела. Апсолутно најважно во овој период од годината, особено март колку што е променлив, е важно слоевитото облекување бидејќи имавме температури од -1 Целзиусов степен, денеска максимални 14. Така.